Почитувани граѓанки и граѓани на Република Северна Македонија, Ваши екселенции, почитуван генерал мајор Ахмед Насер Ал-Раиси, председател на Интерпол, почитуван господине Јурген Шток, генерален секретар на Интерпол, почитуван подпредседателе на Собранието Мисовски и почитувани пратеници, почитувани членови на владата, почитуван подпредседателе Битиќи, почитувани гости, министри за внатрешни работи, директори на полиции од региони, почитувани амбасадори и полициски аташеа, драги полициски службеници, почитувани семејства на загинатите припадници на Министерството за внатрешни работи, Ваше високо преосвештенство, представник на Македонската православна црква, почитуван Реис Улулема на Исламската верска заедница, почитуван представник на Евангелистичко-методистичката црква во Република Северна Македонија, почитувани представници на медиумите, дами и господа. Огромна е честа што денеска на 7 мај, токму на денот на полицијата, има можност од Долни Сарај, од срцето на Балканскиот Ерусалим, да ве поздравам сите овде присутни, од срцето, од гости, од различни меридијани, колеги од регионот и од Европа, и да го означам почетокот на годинешнава церемонија на одбележување на полицискиот празник во нашата држава. Уште поголемо задоволство причинува фактот што годинава продолжуваме две убави традиции што ги започнавме минатите години. Прво, денот на полицијата го одбележуваме заеднички со граѓаните. Согласно нашето мото, полицијата во служба на граѓаните, кое последниве неколку години со засилена динамика го преточивме во практика, па овој пат ја имаме честа да бидеме меѓу охриѓани како наши домаќини. И второ, се повеќе гости од наши пријателски и партнерски земји ни укажуваат чест на овој ден, па таа меѓународна димензија на овој настан уште повеќе ја нагласува свеченоста на денот на нашата полиција. 7 мај е посветен на полициските службеници на Република Северна Македонија, кои практично се хероите на нашето време. Тие секојдневно ги ризикуваат своите животи за да ја заштитат заедницата во која живееме, а нашиот свет да го направат подобро место за живење. Секој ден, во секој град, ни целата земја, илјадници полициски службеници вршат несебична, би рекол благородна работа надвор од комфорот на домот и семејството во непредвидливи услови и често опасни ситуации, за да ги заштитат граѓаните, за да ја зголемат безбедноста во државата. Во жестока пресметка со криминалот, спречувајќи ги кризите брзо и целосно, без чекање и двоумење. За жал, некои од нив, борејќи се за безбедноста на граѓаните и државата, ја дадоа и најскапоцената жртва, своите животи, поради што на овој ден со неизберна почит се присетуваме на нив и на нивната храброст како вечна инспирација за сите нас. Затоа и велиме дека да се биде полицаец, да се биде припадник на Министерството за внатрешни работи представува посебна чест и огромна одговорност. Почитувани гости, почитувани полициски службеници, неспорен е фактот дека секое време има своја тежина и ниту една генерација не е заобиколена од предизвиците со кои што се соочува. Но имајќи го предвид современото време, сведоци сме дека предизвиците пред кои сме исправени не познаваат ниту граници, ниту држави и нации, па нема да биде нескромно ако кажам дека од секој припадник на полицијата се очекува одговорноста кон професијата да ја покаже и докаже повеќе од било кога.
Нашето време од нас бара да бидеме вистински и доследни чувари на законитоста, на редот и поредокот, на сигурноста и безбедноста на секој наш граѓанин. При тоа, кога велам наш граѓанин, и тој поим станува релативен во модерните текови, имајќи и предвид глобалните безбедносни предизвици. Кога зборувам за нашиот граѓанин, всушност мислам на граѓанинот на светот. Тоа го покажа и турбуленциите предизвикани од последните геополитички случувања на светско рамниште, на кои ниедно општество не остана имуно, а граѓаните од сите држави делеа исти грижи и исти заложби. Отука и нашата огромна одговорност да се изнајдат вистински решенија за крајно сериозни и одговорни задачи, кои глобално не тангираат решенија за нашето општество, државата, за сите наши граѓани, но и за регионот и пошироката заедница. Затоа, како Министерство за внатрешни работи, тргнувајќи од основната премиса на секое демократско општество, дека институциите постојат само и единствено во интерес на граѓаните, воспоставивме модерни стандарди кои што целосно ќе реализираат клучната позиција на полицијата како сервис на граѓаните. Паралелно на овој процес, следејќи го доследно пулсот на времето, како и на регионалните и глобалните политички и безбедносни трендови, работевме да создадеме многу мостови на пријателства и партнерства, дел од нив сосема нови. Да воспоставиме билатерални контакти со голем број земји, но и активна оперативна соработка со колеги од Европа и пошироко, храбро да ги реализираме реформите во Министерството за внатрешни работи, за да бидеме дел од единствената европска политика. Затоа сум посебно горд на тимот кој изминатите години работеше со мене, со кој успеавме МВР да го вклучиме кон бројни меѓународни безбедносни иницијативи и регионални иницијативи, пред се од областа на внатрешните работи, но и да потикнеме продлабочена соработка на ниво на полиции и институции, со цел брза размена на податоци околу новите форми на криминалот со кој се соочува светот. Како резултат на сево ова, од сегашна перспектива можам слободно да кажам дека Министерството за внатрешни работи, македонската полиција веќе се етаблира не само како пријател на граѓаните, туку и како кредибилен и респектибилен партнер за соработка на надворешен план во областа на сузбивање на криминалот, подобрување на безбедноста, како мост по Западен Балкан, активно ангажирани во мноштво регионални и меѓународни проекти, во речиси сите области од безбедносната сфера. Како резултат на тоа, минатиот месец ја започнавме заедничката операција со Фронтекс на нашата јужна граница, во насока на справување со илегалната миграција, упатувајќи порака дека единствено со заеднички, координиран пристап, можеме успешно се справиме со глобалните предизвици, но и дека нашата заедничка посветеност ќе обезбеди поголема безбедност како за граѓаните на нашата држава, така и за граѓаните на Европската Унија. Покрај ова, како своевидно признание на сите овие бројни меѓународни активности на МВР, токму во овие неколку дена во Република Северна Македонија е земја домаќин на јубилејната 50-та Европска регионална конференција на Интерпол, што се совпаѓа со уште два јубилеи. Еден јубилеј е 30 годишнината од зачленувањето на нашата држава во оваа глобално политичко семејство и второ 100 години од постојање на организацијата. Почитувани присутни, за овие 6 години колку што сум начело на Министерството за внатрешни работи, горд сум што во него работат професионалци кои неуморно ги извршуваат своите обврски, непоколебливо се борат против криминалот и корупцијата, против хибридните закани и тероризмот, се грижат за јавниот ред и мир и за секојдневните потреби на граѓаните. За континуираното подобрување на ефикасноста на полицијата покажуваат конкретни резултати во борбата со криминалот. Со задоволство можам да констатирам дека минатата година ја завршивме
со 6% намалување на вкупниот криминалитет, а откривачката функција на кривични дела од организиран криминал бележи зголемување за 40%. Дури 70% е зголемувањето на откриени дела поврзани со кријумчарење на мигранти, а зголемување за над 30% имаме и во спречени обиди за илегално преминување на границата. Запленивме 2,4 тони дрога, како и 20 тони најразлични прекурсори, сузбиени се 15 криминални групи, од кои дури 12 делувале во областа на недозволената трговија со дрога. Спречени се вкупно 8 меѓународни транспорти на марихуана, кокаин и хероин. Како резултат на ова, во рок од 6 месеци спроведуваме 2 големи уништувања на дрога со вкупно уништени околу 12 тони различни видови дрога и психотропни субстанции. И во првите 4 месеци од оваа година продолжуваме со намалување на криминалитетот за 12,6% во однос на истиот период од минатата година. Организацијските единици во Бирото за јавна безбедност активно постапуваат по 8 национални и 12 локални оперативни акции од областа на класичниот и сериозниот криминал, а во моментов активни сте 244 криминалистички истражувања. Накусо бележиме најдобри резултати во последните 30 години, благодарение на кои Република Северна Македонија е најбезбедна земја на Западен Балкан во друштво на 36 најбезбедни земји во светот. Тоа се наши заеднички резултати. Овие резултати се должат на добрата стратегија која како МВР остануваме целосно посветени. Дека полицијата може и мора да остане доследна на задачата за безкомпромисно чување на законот, на редот и мирот и секако на безбедноста на сите наши граѓани. Но и на она што како држава членка на НАТО ја имаме во исполнување на нашата европска агенда, со посветена и одговорна работа да останеме позитивен примен на одржување на добрососедските односи со креирање на долгорочни партнерства за нашите идни генерации. На моите колеги, од срце им го честитам професионалниот празник, денот на полицијата и на сите вработени во Министерството за внатрешни работи. Им посакувам здравје, успех, просперитет и уште подобри резултати во служба на заедницата. Заеднички да продолжиме по патот кој што го трасиравме со европски стандарди во полицијата, зашто тој е вистинскиот гарант, затоа што таква полиција бараат нашите граѓани. На сите вас, на медиумите и на граѓанките и на граѓаните на Македонија, им благодарам за поддршката во целиот изминат период и заедно ќе продолжиме да ја градиме и напредуваме Европска Македонија. Да живее денот на полицијата, да живее македонската полиција, да живее Република Северна Македонија.